се случи контактот со професор Пејкова, која што кажа дека има пациент кој што му е отстранет целиот нос заради малигна болест и пациентот всушност живее без нос. Целата наша приказна со Стефан е многу инспиративна, бидејќи всушност јас и он не се познававме лично. За Стефан секогаш слушав позитивни коментари од студентите, бидејќи ние сме на истиот факултет и студентите се и кај Стефан и кај нас, така да тие не поврзуваат. Остечките техники за реконструкција на носот се базираат на земање одредени делови од телото, дали тоа раскавица или коска од ребро, од карлица и така натаму. Откако направивме контакт со професор Пејкова, првичната идеја беше да пробаме нешто да направиме со што би му овозможило на пациентот да добие реконструкција на нос кој што го нема, тоа да биде со многу помалку операции, а најбитно е тоа што реконструкцијата би се направила со кожа од лицето, односно челото, што е многу блиску до она што е нормално кожата на носот. Кога требаше да се направи ампутација на носот и сите тие други постапки, и му објаснив дека може да направиме ваква операција, може повеќе опции, меѓутоа може да го направиме и најновото. И дека изборот зависи од него. Тој ми рече, јас ви верувам на вас и навистина би сакал да го имам најдоброто за мене и одлуката нека биде таа. Така почна се да пробаме да видиме дали воопшто ќе успееме, затоа што ваков тип на реконструкција, со ваков резен, а и со овој тип на изработка на имплант, да го наречам, се уште не е некаде објавен, за да знаеме ние кои чекори би требало да ги следиме. И ни требаше многу време за да можеме да ги изодиме пешки сите чекори, да речем да ги направиме сите почетнички грешки, прво од типот на од самиот дизајн до изработката, моравме многу проби да имаме за да можеме да стигнеме до она што е крајен продукт, односно нешто што е доволно добро за да може да биде градено кај пациентот. Носот е навистина предизвик за работа на нас реконструктивните хирурзи, бидејќи ја има својата комплексна 3D форма. А инаку како централна единка на нашето лице ни ја дава нашата уникатност. Всушност ние го искористивме првиот, најстариот, го викаме ние резен, односно дел од кожа, кој што е направен како база на реконструктивната хирургија, го искомбиниравме со најиновативниот концепт со виртуелното планирање и 3D принтање. Ова е нос или носот на пациентот, модел на носот, кој што е во сите можни рамнини и насоки има некоја кривина која што треба да се задржи, за да си го задржи не само обликот, туку и функцијата. И многу е тешко да се замисли калап или димензија или насока која што би била соодветна на ова структура. И затоа моравме да ги имаме сите можни обиди за да видиме прво кој тип на материјал, кој пристап, која геометрија ќе ја задржиме и така натаму. Влегуваме во ерата на дигитализација, на напредната технологија, каде што во ерата на персонализирана медицина, значи тоа е иднината. Се радувам што имаме генерации кои што тоа можат да го продолжат и да го направат уште по-совршено, биде колку што може по-едноставно за пациентот, бидејќи сите други операции што ги има прикажувано нашите професори со 3D импланти, бараат уште 5-6 интервенции хируршки за да се направи комплетен изглед на носот. А ние всушност со една операција го добивме
тоа што ни беше замислено, да имаме форма, да имаме функција, пациентот да може да дише преку носот, да може да голта, да може да зборува како што треба. Гледаме дека барем физички во градот Скопје ни се многу блиско сите три болници, со еден центар за вакво медицинско 3D печатање би можело многу лесно да се покријат сите болници кај што се извршуваат сложени операции, интервенции и би можело тоа да биде само голем придонес и за хирурзите кои што не само што ќе ги искористат моделите, туку ќе сработат многу сериозни комплицирани операции побезбедно. Сепак крајниот бенефактор или корисник на сите тие модели се пациентите кои што би добиле грижа со најновите светски стандарди и тоа тука кај нас. Пациентот беше навистина многу среќен. Тоа што мене најмногу ми значеше што на една од контролите после месец ден од великата операција, самиот се изјави дека се чувствува како тоа да му било секогаш така и дека се чувствува како свое, не чувствува како да му нешто друго туѓо вградено, туку најнормално си го чувствува и носот и делот од лицето, така да тоа е најголемото признание што можевме да го добиеме.